Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Денеска ја свикавме оваа пресконференција јавно да прашаме дали некои државни институции се ставаат целосно во служба на изборите во општина Куманово. Наместо министерот Спасовски да се занимава со својата работа, тој заедно со началникот на МВР Куманово оди на партиски средби. Сведоци сме на секојдневен притисок врз граѓаните во Куманово. Овие фотографии јасно покажуваат за вклученоста на Спасовски и Стојан Чевеличковиќ како работат на терен во интерес на Оливер Илиевски. Ова се случуваше кога зборувавме дека МВР се претворило во МВР. Ова се случуваше во времето против кое сите се боревме. За ова ли се боревме? Да ни се случува уште пострашно сценарио од минатото. Изминатиот период истите овие лица вршат притисоци врз вработени во СВР при Министерството за внатрешни работи, во здравствени установи, во градинките и навработени во образовните институции. Овие лица, вработени во државните институции, се приморани да доставуваат списоци со 10 до 15 гласачи. Видовме СМС пораки како докази за овој притисок. Пред само 2 недели СВР Куманово 3 дена вршеше притисок врз работата на општина Куманово и нејзиниот градоначалник Максим Димитриевски со стопирање на крадежките работи кои се одамна започнати и влезени во годишната програма. Оливер Спасовски од една страна бара департизација на МВР, од друга страна вработени во СВР Куманово ги користи за партиски средби. Каква е оваа департизација на МВР? Зашто зборуваме ние? Какво е ова лицемерие? Од тука би сакал да го поставам прашањето. Кој е кандидат за градоначалник од редовите на СДСМ во општина Куманово? Дали тоа е кандидатот Оливер Илиевски или пак е министерот Оливер Спасовски? Бараме од ОПСЕ, од ИХР и странските амбасади да реагираат на ангажманот на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, како и началникот на СВР Куманово Стојан Чевеличковиќ на локалните избори во Куманово, каде вработените на МВР се ставени во функција на извршување на партиски задачи. Ова е срам што ни се случува. Ова е срам за да се силува својот народ на сметка на партиски игри. Нема да дозволиме тоа да помине во Куманово. Нема да дозволиме да го скршите Куманово. Кумановчани знаат дека на 17 октомври се сами зад параванот и дека таму никој не може да ги натерат да гласат против својата, односно нивната собствена волја. Ние од иницијативата за наше Куманово ќе останеме секогаш зад кумановки и кумановци.